Државата до година ќе има повеќе пари за трошење, бркна подлабоко во џеповите и на фирмите и на граѓаните, па од тука пари има и повеќе. Па, мислам дека многу плакаме. И такси, и даноци, и се. И качуват ги данок на имот, данок на се. Треба да се намалат, да се... Тешко е. Платите се мали, пензиите се мали и према тоа тешко е за обстално. Сепак во случајов многу е важно како ќе се трошат парите од буџетот за идната година. Според министерот Тевдовски, приоритет ќе имаат новите мерки за вработување и инвестициите во стопанството со акцент на земјоделието. Секако, сето ова граѓаните досега го слушнале безброј пати, но политичарите нивните плати ги ставиле во размер од 4,5% повеќе. Дали тоа е доволно? Никој пат да човек не е доста, ни намери ќе биде доста. Значи за 14 пат доста не бие. Некаде 10 до 15% се цените зголемени. 4,5% е 0 према... Па некаде околу 12%. За да се барем некаде ублаже трошковето со примањата што ни се. Од друга страна, експертите засега се воздржани за секаков коментар околу буџетот. Бројката ништо не значи пред да ги добиеме податоците за планираниот процент на БДП, стапката на економски раст, каква стапка на инфлација се предвидува. Вака објавената бројка од 3,7 милиарди денари ништо не значи. Мора да ги имаме параметрите. Не знаеме колкава планирана инфлаторна стапка ќе имаме, не знаеме со колкав раст е предвидена економијата за наредната година, не го знаеме предвидениот процент на БДП. Овие проекции не се објавени. Без нив не би можело да се оформи генерално комплетна слика за предвидениот буџет за наредната година. Изјави во телефонски разговор за ТВ Стар поранешниот министер за финансии Никола Поповски. Што ќе се случува, односно дали буџетот ќе се полни според предвиденото, а при тоа да има пари за сите, останува да се види. Но стопанскиот раст досега не влева оптимизам, зашто пред стопанството во изминатиот период поважни беа политиката и судовите.